Почнавме да волонтираме во 2014 година, а во 2020 година го отворивме нашето здружение Охрид Стрес, каде што ние двајца сме волонтери и кој што долго време работеше со стационар, со шелтер, во кој што згрижувавме, спасувавме, лечевме бездомни куќиња на улица. Сме спасиле сигурно преку 1000 куќиња, правиме момент за домашни и за улични. Бројката е огромна кога ќе се сетиме наназад низ годините и стварно низ наши раце поминале некои од најтешките случаи и некои случаи за кои што не направиле волонтери како што сме денес. Сме имали случаи на куќиња удрени со секира, на прегазени, на парализирани, слепи куќиња со некои специфични болести, сме имале конкретно куќе со епилепсија. Имавме исто така куќе кој што имаше повреда на рбетот и беше парализирано на сите 4 нозе. Многу тешки случаи кои што за жал, еве да можам да спомнам дека моравме и да ги лечиме во Скопје поради нивната апаратура таму. Значи во Охрид немаме рентген, па некој пат сме морале да патуваме 3 часа до Скопје за да дојдеме до точната дијагноза на куќето како би сме можеле да му помогнеме. Претежно нашите вдомувања одат во странство, бидејќи сме имале многу лоши искуства со вдомувањето во Македонија. Дали тоа било напуштање неколку месеци после вдомувањето или на куќето скроз му се губела трага. Затоа решивме да си отвориме, како да речам, мала група каде што поканивме странци, некои кои што не посетиле. Охрид како туристички град сме имале нон-стоп туристи, луѓе кои што ни го посетиле шелтерот, па нашата приказна ја споделиле низ нивните пријатели, фамилија. Менталитетот, свеста играат голема улога, законот, институциите. Законот не е, имат закон за благосостојба на животни, за како правилно се чуват, да се казни тој што ќе го испушти, ама немат кој да го спроведи законот, тоа е најголем проблем. Тоа е затоа, без разлика што толку многу имаме трнато и спасено од улици, бројката пак е голема и немат крај, што значи морат порен законски да се средат некои работи за да дојде до ниво како што се западните европски земји. Имавме на времето мала општинска помош, значи на државно ниво никога сме немале помош. Општинска помош каде беа доделени на пример околу 30 стерилизации, што и тоа значи доста, значи стерилизацијата е многу битна за намалување на популацијата на бездомни животни. Поиќе од тоа сме немале, најголема помош имаме значи од странските здруженија и поединци што не поддржуваат. Кај нив свеста е поголема и самите се свесни во каква ситуација се наоѓаме, сакат да поможат и светот. Целта на здружението ни беше првенствено подигање на свеста на граѓаните, значи дека треба два пати да размислиш пред да земиш миленик, бидејќи сепак е огромна обврска. Правиме молбе значи за 10 години. Значи во тие 10 години треба да се планира каде да се остави миленикот во случај на одмор, во случај на некои неплански патувања, буквално ветеринарна грижа и да многу трошоци со чувањето на едно куќе, а камоли на повеќе, храна, сето тоа. И некои луѓе, откако ќе го земат куќето, не се свесни дека направиле многу голем чекор.
Па едноставно не можеме да видиме куче на улица повредено посебно, а да не го згрижиме или да не му помогнеме. А и да не е повредено, шансите да биде чукнато од кола, отруено или на крај повредено се големи. Значи тоа е таа мотивација, знаејќи го менталитетот на нашиот народ. Исто така Како што кажав, ми имавме случај с куче удрено со секира, значи на мирно спиење го има удрено со секира, среќа се спаси кучето, сега е срекнав домено во Чешка, пардон. Тоа е мотивацијата. Да, имавме можност да го посетиме тоа куќе пред еден месец и навистина средбата беше многу емотивна и знаеш дека за сето тоа што се борел досега се исплати. Вредело, да. Вредело. Па мислам најголем апел дека треба да се упати до инспекторски надзор некој кој што треба да контролира популација и како се чувани милениците. Со самото тоа нема, мислам, после секој толку слободно да се осуди да се земе миленик, сепак ќе се има некои ригорозни мерки. Треба да се донесе некој закон исто за обавезна стерилизација и кастрација на домашен миленик. За одгледувачници треба да се направат посебни некои закони, да се плаќаат данок луѓето, светот не е регулиран во моментов, исто што е придонесува голем проблем за голема популација на бездомни животни.